Волкот го менува влакното, ама навиките не. СДС ги менува раководствата, ама навиките им остануваат исти. Лагата е нивни заштитен знак. Пред неколку денови, нивниот Никола Димитров изјави дека договорот за добрососедство со Бугарија е готов. Вчера пак, во Собранието на Република Македонија, премиерот Заев вели дека договорот со Бугарија се уште не е затворен. Кој овдека не ја кажува вистината? Министерот, премиерот или можеби и двајцата? Оваа влада ветуваше дека ќе работи транспарентно и дека за сите прашања ќе се отвораат општествени дебати. Вчера премиерот Заев пред очите на целата македонска јавност побара затворена седница на Комисијата за надворешна политика при Собранието на Република Македонија. Господине Заев, ни до 45 денови не можете да издржите. Лагата е посилна од вас. Сакате нетранспарентно и далеко од очите на јавноста да разговарате и подпишувате договори кои задираат во македонските национални интереси. Ако за овие прашања не сакате јавност, тогаш за кои прашања на нас македонците ни треба дебата? Бугарите уште на 5 јули го ги доставија договорот до нивните парламентарци при Собранието на Република Бугарија. Од СДС најавуваат дека можеби на 18 ќе ги достават на затворена седница до нашите парламентарци во Собранието на Република Македонија. Борисов неколку пати јавно изјави дека било која влада во Бугарија нема да отстапи од нивните црвени линии. Тоа значи дека Заев ќе попушта на сметка на македонците. Премиерот на Бугарија Борисов нема што да крие. Заев е тој кој што крие од целата македонска јавност. Единственото прашање кое што останува да виси во воздух е тоа колку Заев ќе витка кичмата. Во овој контекст прашуваме дали Ману се спремни да виткаат кичмата. Прашуваме дали борците од НОП 41-45 година се спремни да виткаат кичмата. Почитувани, Гром бара договорот веднаш да се стави на увид на јавноста. Да се отвори дебата во научните и во политичките кругови во Република Македонија. Почитувани граѓани, ова е вистинско прашање кое треба да се постави на референдум. Ајде, господине Заев, да одиме на референдум во октомври заедно со локалните избори. Тоа е најисправно, најотчетно и најчестно пред македонските граѓани.